Православните верници денеска го слават празникот Богојавление водици. Традиционално по осветувањето на водите се фрлаат крстови, а оној кој ќе го фати светиот крст се верува дека ќе го следи благослов и среќа во текот на целата година, како и во изминатите години најмасовно во Скопје и Охрид. Во Скопје церемонијата започна со богојавленска литургија во 9 часот во црквата Света Богородица Пречиста, а потоа поглаварот на Македонската православна црква со свештенослужителите дојде до мостот на Вардар и ги освети водите на реката. Од стотината верници кои скокнаа во водите, Даниел Дончевски ја имаше среќата повторно прв да стигне до крстот. Нека е честит на сите христијани. Големиот празник Богојавление водице. Не знам, преголема среќа, четврти пат, но четврти пат го фаќам. 8 пати учествувам на оваа прекрасна манифестација и додека ќе можам ќе ги одржавам на овие празници баш онака христијански со многу љубов. Во Охрид пак чествувањата утрово започнаа со света архиерейска Василева литургија во црквата Света Богородица Каменско, како и во сите парохиски цркви. Меѓу бројните верници кои се фрлаа по светиот крст во осветените води на Охридското езеро, најсреќен беше 26 годишниот Петар Рупески од Варош. Тој по трет пат успева да доплива до крстот кој денеска во осветените води го фрли митрополитот Дебарско-Кичевски Тимотеј. Студеното време и ниската температура на водата не ги поколебаа верниците. Над 500 лица одлучија да се искапат во осветената вода и да се обидат да го фатат светиот крст, а сончевото зимско утро и температура од минус 12 степени Целзиусови привлече десетици илјади верници да го следат осветувањето на езерските води. За присутните и годинава традиционално се делеше топла ракија и вино.